Ване, добро утро во ова второ линковско вклучување. Од Автомотосојузот на Македонија информираат за зголемен сообраќај надвор од градските средини, како и гужви на граничните премини, но тука се и зголемите сообраќајни незгоди и другите на патот што се случуваат незгоди. Токму за тоа кои се предизвиците на Министерството за внатрешни работи ова лето, разговараме со портпаролот на Министерството за внатрешни работи Гоце Андреевски. Гоце, добро дојдовте во Македонија наутро. Кои се предизвиците на МВР за ова лето? Мартин, пред се добро утро за вас, за екипата што ја реализира оваа утринска програма и секако за гледачите на јавниот сервис. Ви благодарам и драго ми е што сум дел од утринската програма. Пред се првенствено Министерството за внатрешни работи преку текот на целата година, а особено во овој летен период од годината, превзема низа на превентивни мерки, се со цел почитување на сообраќајните правила и прописи, а со тоа и намалување на бројот на сообраќајни незгоди или несреќи со потешки последици. Периодов актуелна е кампањата Вози кацига, кампања која е насочена кон мотоциклистите, најмногу, се разбира, затоа што истражувањата покажуваат дека носењето на кацига при евентуална сообраќајна незгода и тоа како во голема мерка може да ви го спаси животот. Апелираме и до родителите да не им дозволуваат да возат или да управуваат мотоцикл на своите деца без заштитна кацига и се разбира основно е без соодветна документација. Сообраќајната култура, би сакал да напоменаме нешто што треба да им се вгради, да им се вгнезди на децата уште од најмала возраст. Тука се разбира нема кој друг, најголема одговорност имаат родителите, но и целокупниот воспитно-образовен процес кој што следи понатаму, нели, од осмолетка и понатаму во целокупното образование. Не е само оваа кампања која е актуелна периодов. Така, во текот на летниот период чести се и кражбите во домовите, особено на граѓаните кои се наоѓаат на летен одмор. Што преземате во таа насока? Преземаме и овде низа на превентивни мерки, апелираме. Пред се, тука морате најмногу да апелирате до граѓаните за да го примат вашиот апел, што се вели. Најмногу ги советуваме пред излегување, особено на подолг временски период од својот дом, да ги проверат најдобро што можат, нели, влезните врати од домовите. Тоа е прво и основно. Потоа да ги проверат прозорците, дали се сите добро затворени. Исто така многу важен момент е да не се објавуваат фотографии на социјалните медиуми од местото каде што се наоѓате на годишен одмор. Бидејќи со тоа можеби не размислувајќи, но им давате и тоа како добра причина и добар сигнал на извршителите на кражби дека едноставно во вашиот дом периодов нема никој. Исто така апелираме и до возачите да не ги оставаат автомобилите вклучени, мислејќи, нели, за клима уредот да си работи и да се отиде до најблискиот маркет. Бидејќи некој можеби е тука кој што веднаш можеби постои шанса да се земе автомобилот, но полицијата е тука, присутна е на терен преку вакви превентивни кампањи, но и секако за оние до кои нема да стигнат превентивните кампањи, тука се и репресивните мерки. Би сакал да напоменам и во делот на кампањите дека не ни се само овие, туку и кампањата Вози одморен. Доста актуелна, би рекол, кампања во овој летен период од годината, особено за возачите кои што се упатуваат на подолги релации, на подолги дестинации. Апелираме до нив на секои 3 часа да се направи одредена пауза од 10 до 15 минути. Да се земе сокче, кафе, едноставно да се промени она положба во автомобилот од возењето, бидејќи анализите покажуваат дека после 3 часа возење се зголемува заморот и се намалува концентрацијата, што е еден од најчестите причинители за сообраќајни незгоди. Кога сме кај сообраќајните незгоди, речиси секојдневно сме сведоци на сообраќајни незгоди. Во изминатиот период дел од нив беа и со потешки повреди, но и со жртви. Имате ли статистика колку се санкционираат во делот на сообраќајните незгоди граѓани на годишно ниво?
За жал, тоа не е само кај нас, тука е секаде во светот. Сообраќајни незгоди со материјална штета, телесни повреди или, не да Боже, со смртни последици, имало и ќе има. И тоа е секаде присутно. И кај нас и во било која земја. Најважно од се е Министерството за внатрешни работи, што е постојано на терен и што превзема превентивни мерки да апелира да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. За оние кажав, докој нема да стигнат превентивните мерки, тука се репресивните мерки. Кога сме кај репресивните мерки, пак, Министерството за внатрешни работи во текот на годината санкционира околу 250.000 возачи кои ги прекршиле сообраќајните правила и прописи. Најчести причинители кои доведуваат до сообраќајни несреќи се неприлагодената брзина, односно возењето со брзина поголема од дозволената. Тоа се и најчестите прекршители, најчесто се добиваат санкции за ова. Понатаму за возење под дејство на алкохол. Ние постојано апелираме за да не се управува моторно возило кога сте биле излезени во некое кафуле, ресторан или каде и да било во некој дом, каде што веќе сте конзумирале алкохол. Значи, оставете го автомобилот, заминете се, или некој нека ве земе, или имате такси, што и да е. Важно вие да не управувате. И тоа постојано апелираме за да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи на тој начин ќе си помогнеме и себе си, ќе го заштитиме сопствениот живот, но и останатите кои што учествуваат во сообраќајот. Да не заборавиме, сите сме ние дел од сообраќајот. Така. Што ми излеземе од дома и пешаците, и тие се дел од сообраќајот. Гоце, колку младите возачи ги почитуваат сообраќајните правила и прописи? Ги се почитуваат, не можеме да кажеме дека не се почитуваат, но секогаш постојат и оние групи на граѓани кои што не ги почитуваат. И знаете како, полицијата на терен ги санкционира. Можеби, ете, ќе помине некој брзо, ќе кажете, ете, каде полицијата нема. Можеби на оваа улица нема, но зад аголот е присутна полицијата и ќе биде тој санкциониран. Можеби еднаш, два пати, три пати нема едноставно да налетате на полициски службеници, но потоа ќе налетате. Значи не може тоа да трае бесконечно. Ќе се соочите со санкција, ќе ви се одземе возачката, парична казна и што сте направиле? Едноставно сте си го ризикувале пред се сопствениот живот, но и животите на останатите учесници во сообраќајот. И санкциите кои ги презема МВР не се за да се казни граѓанинот, но да се едноставно да се едуцира дека мора да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Тоа е основно нешто кое би требало да биде присутно. Гоце, за крај на овој наш разговор, кои се вашите совети до сите учесници во сообраќајот да бидат безбедни во сообраќајот? Ова што го зборевме, Мартини, целиот овој разговор ова утро. Значи, мотоциклистите да возат задолжително заштитна кацига додека управуваат со мотоциклот, бидејќи на тој начин во голема мерка ќе си го заштитат и животот. Доколку возачите се убатуваат ете на годишен одмор, на подолга дестинација, на секој 3 часа возење да се направи одредена пауза од 10 до 15 на минути. Понатаму да не се објавуваат фотографии на социјални мрежи додека сте на годишен одмор, бидејќи со тоа давате сигнал дека вашиот дом е празен, што за евентуалните извршители на кратци, тоа е, би рекол во наводници, одлична информација. И пред се да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, она што постојано го збориме, бидејќи ќе си го заштитиме, тоа е за наше добро и за доброто на нашите деца. Гоце, ви благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Ми беше драго што бев дел од вашата утринска програма. Благодарам, Марти. Ване разговаравме со Гоце Андреевски, портпарол на Министерството за внатрешни работи, за предизвиците што ги има ова министерство во текот на летниот период, но и кампањите што ги спроведува за едукација на учесниците во сообраќајот. Студио Мартин Николовски од пред Министерството за внатрешни работи на тема предизвиците за ова лето на Министерството за внатрешни работи, секако апели да се вози внимателно и да се почитуваат сообраќајните правила и прописи.